Уште 2 недели битка за градоначалничките и советничките функции, што понудија досега партиите. Локалните проблеми наспроти глобалните политички предизвици во државава. Анализираме колку партиите и кандидатите ги слушаат мислењата и потребите на граѓаните, но и како се одвиваше смената во локалната власт меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН низ годините наназад, а беше многу турбулентна. Наспроти, речиси некаква константа од страна на ДУИ. Отворени сме и за ваши прашања и коментари во текот на емисијата, а почнуваме веднаш. Партиите продолжуваат со своите карвани, ние го прекинуваме, односно правиме мала пауза од нашиот, продолжуваме понатаму од среда во Прилеп, Охрид, Битола, Струмица и секако финалето во најинтересниот град околу, а тоа е главниот град Скопје. Но за тоа потоа, она што интересно следи, исто така од топ тема на ваша страна ќе биде и нашата анкета кој добива, а кој губи. Но вечерва се осврнуваме на она што го видовме досега во изборната кампања и што можеме да очекуваме во следните преостанати нецели 2 недели. Мој гости на оваа тема се универзитетскиот професор Никола Дуевски. Добро вечер и добре дојдовте. Лура Положани од МВО Импакт. Добро вечер и за вас, и исто така универзитетскиот професор Јове Кекеновски. Добро вечер. Добро вечер. На почеток едно исто прашање: Струга, Бутел, аеродром, колку што знам според местото на живење. Прашањето исто до сите. Колку во понудата што ја имате во вашата општина го пронајдовте својот градоначалник? И како граѓани, меѓутоа еве и како теоретичари, како луѓе кои што се занимаваат со политиката. Партиите навреме ни ги доставија изборните програми и на врата, и ВМРО, ДПМН и СДСМ. Навреме сметате дека е навреме кога се знае кандидатот на 5-6 дена, барем во некои општини. Во вашата општина не е такав случај, меѓутоа во некои општини се знаеа 5-6 дена пред почетокот на кампања. За кандидатите, да. Не само за скопските општини, тоа беше случај во најголем дел од државата. Кандидатите излегоа во 5 до 12. Меѓутоа, во општина Аеродром побрзаа да дојдат на врата, да не посетат, да ни кажат дека се успешни и така натаму. Дали го гледам идниот градоначалник, се разбира дека да, затоа што еден од нив ќе биде. Таму има кандидатите се познати, двајца се. Еден ќе биде, колку ќе ги исполни нашите очекувања, ли индивидуално не е толку важно, веројатно е поважно правецот на развој кој што ќе го има општината. Кај кандидатите на опозиција... Моето прашање беше токму тоа спротивно. Дали понудата одговора на она што е можеби некаква перцепција, теориска или лична, за тоа каков треба да биде ликот на еден градоначалник, на еден кандидат за градоначалник? Многу ви е тешко прашањето. Да се дискутира за ликот на кандидатот за градоначалник од аспект на теоретичар не е многу благодарно. Можеме да ги коментираме проектите кои што ги нудат, можеме да ги коментираме тимот кој што го нудат, кој го преводат, дали го познаваме човекот кој што е на 10-то место на листата за советници и така натаму. Меѓутоа, сметам дека пристапот кој што го имаат партиите, независно дали е општина Аеродром или било која друга општина, е многу поразличен од колку порано и може да се забележат сериозни разлики во пристапот, како се пристапува кон граѓаните, кои теми се обработуваат, што е најзначајно за локалната самоуправа. Додека ВМРО ДПМН се занимава воглавном со теми кои што не се поврзани ни со општина Аеродром, ни со Бутел, ни со Струга, СДСМ веројатно го прави токму тоа. Во контактите што ги имавме со
представниците на партиите во општините, во нашата општина, во мојата општина Аеродром, можам токму таа разлика да ја приметам. Јас не слушам. Ќе разговараме за тие детали, што е разликата, што е поразлично, што е по исто. Лура положение. Стружанка на привремена работа на релација Скопје-Австрија, меѓутоа профилот бидејќи се занимавате и со тој аспект на политичката социологија, на граѓанските движења, колку вие го препознавте во понудата што ја има профилот на она што и како теоретичар, но и како граѓанин го замислувате или го очекувате како понуда? Мислам дека сегогаш има една разлика ако зборувам само како граѓанин и ако зборувам како истражувачка. Во смислата дека нели кога истражуваме, гледаме во неколку аспекти, кога си граѓанин ја гледаш реалноста што ти е пред тебе и мораш да правиш еден избор. Ама тоа значи дека има голема разлика од она што е перцепција и потреба на граѓанинот до она што се нуди. Мислам дека има. Од разлика од другите, тука мислам дека јас имам најмногу избор во општина Струга. Има 7 кандидати, 4 од традиционални албански партии, 1 независен кандидат и 2 од традиционални македонски партии, условно кажано. И мислам дека една недела не е доволно за да можам да правам еден избор за кој би гласал јас. Сите се мажи, сите се скоро во исти години, сите нудат нешто инфраструктурно или некои идеи, може би не и нови идеи, но мислам дека во суштина има нешто што фали и мене како граѓанин и како истражувачка тоа всушност ми фали најмногу. Суштинската анализа на тоа што ќе се работи и зошто ќе се работи тоа. И значи од тој аспект се уште не можам да се одлучам дали кој и дали некој би бил најдобриот градоначалник во моје мислење. Кикеновски, колку понудата во Бутел се вклопува со она што е ваша замисла, со она што е теорија, со она што е желба на граѓаните? За разлика од колегата, ние во Бутел, барем јас и моето семејство, немавме можност да се запознаеме со програмите на кандидатите за градоначалници. Иако ВМРО ДПМН имаше митинг, меѓутоа тој митинг остана во сеќавање по настапот на Груевски, од причина што беа изречени теми кои што воопшто не допираа со локалната самоуправа, така да кандидатот за градоначалник рече си и да не го слушнав под она што се вртеше во медиумите. Од друга страна, кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз, колку што јас знам, е долги години советник во општината и има одредени познавања, сигурно многу посериозни познавања, за разлика од другиот кандидат кој што чинам дека не е кандидат, не е вклучен во советот на општината, така да можеби тоа му дава една известна предност. Од друга страна, мораме да имаме во предвид дека во Социјалдемократскиот сојуз од 91 година па наваму се уште не победил во Бутел, значи има една цврста гласачка структура, така да во овој момент мислам дека е прерано да говориме за тоа кој би имал поголеми шанси да победи. Да, шансите ќе ги оставиме за на крај генералните проценки. Мене ми беше околу вашата лична перцепција, бидејќи секој од различни аспекти допира некакви теоретски сегменти и на секој избори се соочува со она што е понуда. И сега прашањето беше во таа насока. Да, ве разберам јас, меѓутоа мора да не сватите нас. Едно се нашите желби, едно се нашите видувања, меѓутоа друго е од друга страна, други се кандидатите. Имате кандидати кои што ветуваат се и се што пред изборите, кога ќе дојдат на функцијата не реализираат ништо. Имате и обратно, кандидати кои што многу малку влевале надеж, а биле избрани, да речем, по партиска основа, најчесто за жал во Република Македонија, па се покажале како добри градоначалници. Од таму во овој момент чинам дека не можам да бидам компетентен и да говорам во таа насока, од причина што и не ги знам и другите кандидати. И партиите на албанците чинам дека имаат 20 кандидати, така да не ги знам, тие може имаат посериозни програми. Меѓутоа, чинам дека и овие кандидати ќе се вклопат во она општо сивило
кое што проверува постојано во целокупната оваа досегашна изборна кампања. Велам сивило затоа што многу малку се посветува на кандидатите за градоначалници, а од друга страна слушаме безбројни ветувања кои што нормален човек се прашува дали воопшто може да се реализираат. Дали воопшто од причина што дали тие кандидати кога ветуваат вакви сериозни проекти, кои ги слушаме, кои коштаат илјадници, милиони евра коштаат, не знам од каде толку пари ќе најдат. Впрочем, во сите досегашни говори или нели митинзи кај што гледав јас кандидатите за градоначалници, има една специфика, значи не слушнавме ништо за нереализираните досегашни проекти кои што ги ветуваа брда и долини, ветуваа се и се што. Уште вселенски станици не успеа да направат, да ветат и да направат. Меѓутоа, сето тоа чинам дека сега ќе им се удари од глава на сите оние кои што нереално ветуваат и се обидуваат само популистички да играат на карта на собирање на повеќе поени. Се чини дека ви го заобиколиле дворот, бидејќи многумина штампаат и дебели отчети и за сработеното. Па не, тоа најверојатно ќе дојде малку подоцна во наредната фаза, ги чуваат програмите за подоцна. Отчетите беа пред неколку месеци. Колку имаме реална понуда за она што се, освен на рекламните спотови, колку имаме реална понуда за она што се секојдневни потреби на граѓаните и колку сепак целава оваа дебата, како што спомена и господинот Кекеновски, особено со тоа нагласено водство на кампањата од страна на лидерите, сепак се изместува кон големите национални прашања и теми. Не, тоа го прави една партија. Се разбира дека кампањата ја водат лидерите, и тоа е случај 25 години назад во Македонија, меѓутоа овој пат една партија инсистира на националните теми. Јас не слушнав Зоран Заев да зборува за прашањето за јазикот, употребата на јазикот, употребата на името, решавањето евроатланските интеграции и така натаму. Тој ги предводи своите. Специфично е нешто. Ако ги следите митинзите на Никола Груевски дава отчет за тоа што сработил и говори за тоа колку тој бил подобар. Заев од друга страна говори за тоа по каква диктатура сме живееле според него во времето на Груевски и каква слободарска Македонија донел тој во изминативе 3 месеци. И тоа е пак едно повисоко ниво и повторно ги имаме лидерите. И самата иконографија и сценографија завршува со лидерот, не завршува со кандидатот за кого што ние треба да гласаме. Не очекувајте дека кандидатот може да биде во преден план, затоа што тој што е од Бутел ќе гласа во Бутел не само заради кандидатот од Бутел, туку затоа што ќе слушне понудата на партијата и за сите други места во Македонија. Повторно е надпревар на партии, не е надпревар на кандидати за една општина. Локалните избори ќе обезбедат градоначалници, меѓутоа тоа подразбира власт во целата држава. И затоа мислам дека правецот кој што го имаат лидерите тие да ја предводат кампањата не е погрешен, тоа е во ред, затоа што тие на крајот на криштата и со своето име стојат начело на сите гласови кои што ќе ги соберат. Меѓутоа, разликата е токму во тоа. Заев ја носи онаа нишка на живот во Македонија од изборите во декември и воглавном се задржува околу тоа, дека ќе продолжи патот на стабилизирање на државата и дека ќе се враќаат институциите назад. Тоа не се толку апстрактни теми, колку што се темите за кои што говори Груевски, како што е мигрантите. Повторно, првите 3 дена ги посвети најголем дел на прашањето поврзано со мигрантите. Сега малку почнува да се занимава и со други теми, веројатно до крајот на кампањата ќе почне да зборува и за она што е реално, односно што е потреба на секој негов кандидат кој што треба да го поддржи. Може. Значи вака, во принцип, ако ги гледате настапите на лидерите, за жал, велам повторно кандидатите за градоначалници, а најмалку советниците доаѓаат до израз, бидејќи сепак се и тие една од главните карики во локалната самоуправа, остануваат во сенка на лидерите. Значи, тука имаме две концепции. Би рекол една концепција, другата концепција која што не е сигурна, лута, надневна, формирана или целата стратегија се базира на дневно политички интереси и на обид на дневно политички да се собираат поени. Значи, ако гледате Заев, како што рековте вие, игра на картата на соживот, на сожителство, на она што тој го сработил сето ова, во смисла да еве јас ме ветив и тоа ќе го реализирам. Од друга страна, Груевски, како мине времето, се повеќе игра на картата на национализам и тој се обидува не само да ги каже она што тој го сработил, туку се обидува да вметне многу
националистичка реторика. Значи неговиот вординг постојано оди во една нагорна националистичка линија, обидувајќи се на некој начин да собере што е можно повеќе поени. Од друга страна тој лута, бидејќи во една ситуација, тој доаѓа во една ситуација каде што не зборува директно, туку индиректно зборува против албанците, односно сетете се само на тиранската платформа, па сега се обидува да се додворува, говореше против употребата на јазикот, а прв го употребува на своите плакати, нели, и на своите паноа албанскиот јазик. Од друга страна, ја употреби игра на картата на мигрантите, со тоа што голем број на градоначалници и председатели на Совет беа инструирани да изгласаат таму каде што имаат мнозинство референдуми. Односно да изгласаат Во изден одржување на референдуми. Добро е што Државната изборна комисија и инспекторатот при Министерството за локална самоуправа го стопира, значи во 12 општини го стопира, од причина што јасна е намерата на целокупниот овој, нели, ангажман околу одржувањето на референдуми, да останува за 2 општини дополнително да видиме како ќе се одлучи. Второ, едниот и другиот, ако ги следите внимателно, говорам за лидерите, ги подигаат овие локални избори на многу важни, на еден многу висок степен. Дури Груевски ги поистоветува со државните, односно со националните интереси, бидејќи очигледно тоа му е последното место каде што може да се спаси, бидејќи во случај на губење на изборите, тој веќе губи се и неопходно е негово заминување и сигурно дека ќе мора да напушти не само партијата, туку и политичката сцена во Република Македонија. Од друга страна, исто така постојано го вметнува договорот, од време на време, уствари, го вметнува договорот со Бугарија како една од најголемите, нели, аномалии, односно грешки кои што ги направил Социјалдемократскиот сојуз, со тоа што тој вели дека се загрозени националните интереси на Република Македонија, го употреби од време заканата од законот за јазиците и ако внимателно го следевте, тој се осврна дури и на тоа да игра повторно на една карта која што, ако се сеќавате престочувањето во собранието, која рече вие ако седите дома и седите во влечки, не можам јас да ви ги решам проблемите, односно не можам јас да дојдам на власт. Од друга страна, сега исто така ги повика на еден суптилен начин каде што вели, ако вие седите дома, ако не гласате за нас, тогаш ќе победи Социјалдемократскиот сојуз и ќе ви го смени името, и при тоа се осврна на 93-94 година кога Македонија е примена под привремено име, нели, фирмо на некрофилска референца, и кога беше, нели, ветено дека тоа ќе трае само неколку месеци и игра повторно на таа карта. Како ќе мине времето? Зошто повторно се враќаат големите национални прашања? Лура, претпоставувам дека ние многу помалку, освен малку дозирано го следиме заради јазичната бариера, оно што се случува во албанскиот блок, меѓутоа и таму доминираат оние национални прашања, јазик и така натаму, таа трка кој повеќе направил и зошто големите прашања се враќаат повторно на сцена, а не она што е реална понуда, бидејќи од друга страна гледаме дека сите имаат добро спакувани програми со проекти кои тежат милиарди. Мислам дека кај албанската политичка сцена, ако може така да ја нарекуваме, има многу повеќе партии што играат во играта. И за сега мислам дека дебатата се разликува можеби малце од другите дебати, од фактот дека има повеќе competitiveness, значи има повеќе надпревар помеѓу партиите и повеќе ризик дека некои партии што досега имале седиште, утре нема да го има тоа. Тука, значи, се сменува дебатата. Мислам дека кај албанските партии всушност се фокусираат и во локалниот контекст, затоа што и тој е важен, но и всушност кандидатите сакат да се фокусираат во нив, зашто таму има потреба, но од друга страна, кога се фокусираат на нив, тогаш нивото на дискусијата е многу, како да викаме, понеинформирана до некаде. Значи, мислам дека кај многу гласачи постои албански гласачи, постои, значи, идејата дека зошто се уште зборуваме за канализации и за патишта.
зашто не зборуваме за нешто поголемо. Само да напоменам уште нешто, зашто до сега зборуваме за што е зборувано. А за мене, како истражувач, и тоа што е напишано, значи во програмите е многу важно. И мислам дека и тука треба да се стави акцент во смислата дека во крај на денот тие што се документирани, партиските програми, тие треба да се следат, што кажуваат кандидатите во нив. И тука мислам дека има и разновидност и можеби можеме да гледаме повеќе што мислат и кандидатите и партиите кога зборуваме за локалната власт. Да, ние имаме една анализа, ќе ја слушнеме подоцна и за тоа колку што граѓаните сметаат, колку политичарите ги адресираат нивните барања. Дуевски, зошто пак, еве и ваш коментар, зошто повторно имаме доминација на ова реторика на големи теми? Повторно ова избориве се издигнати на ниво да се биде или не на некакво референдумско изјаснување, без оглед дали е тоа што говори господинот Кекеновски, дали ќе биде тоа изјаснување за продолжување на животот или од другава страна реторикава што е дека изјаснување на ВМРО, изјаснувањето за нас ќе биде изјаснување за спас на Македонија. Лидерите го наметнуваат ова и не можеме да повлечеме силна паралела, силна разлика помеѓу локалните и парламентарните избори. Иако станува збор за локална власт, кај нас одамна тоа е напуштено. Се судираат два различни концепти. Дали станува збор за политика, секогаш се мешаат и на парламентарните избори зборуваат за локални теми и на локалните за парламентарни. Тоа што е особено значајно сега е што за некој од лидерите ќе нема враќање назад и затоа тие играат на картата што ќе им донесе најмногу успех. Зборувајќи за теми кои што граѓаните, а Груевски веројатно е свесен дека 11 декември и тоа што се случуваше во изборната кампања пред 11 декември минатата година не му донесе успех, ја повторува истата грешка наметнувајќи ги овие значајни прашања. И изморени сме веќе од такви работи. Но ценам дека тие се премногу долго на власт во локалните општини и немаат што многу ново да понудат. Еве што туку видовме реклама дека во некоја општина во Скопје ќе се изграделе 100 нови улици. Самото тоа говори дека немате концепт, не знаете дури ни што ставате на хартија. Колку е реално да се изградат 100 нови улици, каде ќе се изградат тие нови улици. Од друга страна, Социјалдемократскиот сојуз има оној пристапна или хендикеп да е власт во само 3 општини. И тие имаат сериозен проблем со недостаток на поддршка во останатите општини во смисла на јавната администрација, луѓето кои што можат да ги мобилизираат и така натаму. И затоа тие се многу повеќе насочени и повеќе ги разбираат потребите на граѓаните, имаат доволно време од позиција на опозиција да се огледаат каде можат да добијат предност во однос на ВМРО-ДПМН. Нивните кандидати се релативно непознати во јавноста, но не и во средините во кои што живеат и мислам дека тоа може да им донесе предност на изборите. Додека ВМРО-ДПМН барем во половината од општините оди со постојните градоначалници кои што бараат трет, некаде дури и повеќе од трет мандат, втор, трет, четврти мандат. Малку нови имиња извади ВМРО-ДПМН нови избори, тоа значи дека немаат што да понудат. Немаат соодветен концепт. Нив ги интересира да се спасат она последното што може да го направат, да се спасат од некој катастрофален пораз за да објават победа на 15 октомври. Но имаме една обратна ситуација сега кога ги споменавте нови стари имиња, некои велат нели тимот што победува не се менува, па можеби на тоа се должи, но имаме една друга ситуација пак кога и кај ВМРО-ДПМН и кај СДСМ имаме кооптирање на кандидати од веќе избрани пратеници, кои што еднаш го добиле легитимитетот да извршуваат таква функција. И практично никој од тие, со исклучок на неколкумина кандидати од ДУИ, не се откажаа пред време од функциите и, што се вели она народски, машки да влезат во таа битка без оглед дали ќе имаат сигурно столче да се вратат потоа на функција? Да, тоа е една од основните карактеристики на овие избори, кои што чинам дека толку не бодеше очи на претходните локални избори, како сега, бидејќи голем број на пратеници, министри, ги имаме на позициите, посебно кај Социјалдемократскиот сојуз. Од друга страна, значи, доаѓа до дуплирање или триплирање на функциите кои што ги извршуваат одредени кандидати за градоначалници, а од друга страна истите тие кандидати излегуваат во јавноста и гордо
го се охрабруваат самите себе си пред граѓаните на Република Македонија, еве јас сигурно победувам. Ако е сигурна нивната победа, тогаш тие нема да седат на две столчиња, туку ќе си дадат оставка. Тука мислам дека најмногу вина има во лидерите на политичките партии кои што не собраа храброст да им кажат токму на тие нивни кандидати дека доколку сакаат да бидат кандидати треба да поднесат оставка на својата функција. Од друга страна, значи и лидерите тоа досега го прави само Дуј. Без. И Било Касами. Само Било Касами поднесе оставка. Меѓутоа ние слушнавме и за Таравари дека ќе поднесе оставки и одеднаш нема оставка од негова страна. Ниту еден друг не собра храброст, а уште помалку храброст имаат лидерите да им наметат, односно да им сугерираат. Чинам дека не е доста и сите ние треба да инсистираме да тие кандидати си дадат оставка. За да утре ако изгуби на изборите, едноставно повторно да се бори во политиката за да дојде до тоа место, до таа позиција која што има сега. Очигледно не се сигурни тие за својата позиција и се обидуваат да играат на овие две карти. Исто така една од карактеристиките на овие избори што за прв пат после 90-та година ние имаме предизборна коалиција. Иако е неформална предизборна коалиција помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, сепак тоа под притисок на јавноста излезе на површина со тоа што нели и едните и другите не кандидирајќи свои против кандидати токму на коалиционата политичка партија. Меѓутоа чинам тука дека ДУИ има еден Социјалдемократскиот сојуз има еден хендикеп од причина што таа има двајца коалициони партнери од албанците, каде што во 2 или 3 сериозни општини ќе дојдат до судир. Поточно во Гостивар, во Тетово, во Струга, каде што кандидатите на партијата на во вториот круг да се одлучат за и тука очигледно во вториот круг ќе барат, ќе мораат да се одлучат, меѓутоа тоа одлучување на некој начин ќе може да влијае понатаму на кревкото парламентарно мнозинство кое што виси за еден се говори за тајна коалиција ВМРО-БЕСА, особено во Чај. Слушаме дека се говори. Знаете како, професоре, би се согласил со вас да бевме во некои нормални демократски услови, изборите да се организираа во една држава која што гради демократија со години. За жал ние излеговме од 10-11 годишна диктатура, од многу тежок период во кој што дури и темелите на нашето општество се сериозно разнишени. Во такви услови не можеме да очекуваме дека се ќе биде онака како што посакуваат граѓаните. Ова е веројатно најдоброто што партијата или партиите кои што се на власт неколку месеци можеа да го извадат во овој момент. Јас сум сигурен дека СДСМ има многу повеќе кадар од тоа што е понудено сега. Но исто така сум сигурен дека и тие кандидати кои што се носители и кандидати за градоначалници подеднакво добро ќе ја вршат работата. Дали ќе поднесат оставки до 15 октомври или после тоа, или нема воопшто да поднесат оставки ако не успеат, тоа е прашање на политика на политичката партија. Не излегуваме од таков период во кој што прашање на етиката на самите персони и на етиката. Ако е се ова во едни нормални демократски услови, ние се уште не сме се ослободиле државата. Сакаме демократска држава да градиме, сакаме. Се разбира, но институциите се уште не се ослободени. Се сеќавате на извештајот на Европската комисија која велеа дека ние сме заробена држава. Апсолутно се треба време за сето тоа и треба да се градат. Мораме храбро да ги влечеме чекорите понапред и понапред, за да не влечеме опашки од минатото. За да го послушаме пример што вика да не се претвори една заробена држава во друга. Мора да одиме на кратка пауза за реклами и се враќаме со дебатата во студиото. Добре дојдовте назад во топ тема на ваша страна. Вечервана тема што понудија досега изборите, колку програмите на кандидатите и на партиите соодветствуваат на реалните потреби и очекувања на граѓаните. Од прашањето идентично што го поставивме на Facebook, добивме многу не и и вакви одговори. Не веруваме веќе во ништо, бидејќи багерите се активираат само во предизборие. Во програмите се нуди се, колку тоа ќе се исполни, за жал останува да видиме. Скоро сите програми имаат одговор за нашите проблеми, но после избори не се реализираат. Лура, вие се обидовте како невладина организација преку една алатка на интернет некако да ги споите партиите и граѓаните, да ги соберете партиските програми на едно место, па граѓаните да можат да видат. Тоа е во само неколку градови.
функционира, има интерес повеќе од партиите, помалку од граѓаните или подеднакво се незаинтересирани? Има интерес. До сега, значи, имаме интерес и за алатката, и од партиите имавме позитивен одговор од некои не. Со алатката, значи, мислам дека ова дебата води убаво кон алатката, во смислата колку е потребно за да зборуваме за програмите и да се знаат што се програмите на политичките партии. Со алатката, во многу лесен начин се трудиме, значи, секој гласач да може да се прави споредба меѓу него или незе и кандидатите што кандидираат во нивните општини. Ние се фокусираме, како што рековте, во некои градови само, во Струга, Росоман, Струмица, Чаир и случајни избори ли? Да, мислам академски избор, затоа што сакавме, нели, да имаме неколку општини со и регионална, значи, дистрибуција и да се рефлектира мултиетничкиот карактер на државата и така натаму, значи, за да имаме подобри резултати. Но и многу е тешко за да се оди по сите општини и да се прави ова анализа. Ние анализиравме 18 кандидати и партии, од нив само 8 партии се само кодира, повеќето беа во Струга и во Чаир, повеќето беа од албанскиот политички блок. Од тие другите што не се кодираа, ние самите ги котиравме, всушност сите се кодираа независно во база на партиските програми. Тоа што реков во почеток, значи, фалење на суштината понекогаш во овие програми, тоа доаѓа и од анализата во смислата дека ние со нашите искази во алатката се трудевме да имаме искази кои се стварно малце покритични. Добро сакате патишта, добро ќе направите нови болници или што и да е, но дали мислите дека треба да се задолжува општината за тоа? Имаме многу проекти, како што рековме, нели, ги гледаме во телевизија, но со какви пари ќе се плати тоа? Дали ќе има повеќе даноци за да се платат сите тие 100 патишта? Дали ќе се земат пари од влада, од ЕУ, од каде, значи? Вообичаено оние што имаат централната власт за себе се и посилни во ветувањата. Она што е специфично, а што се чини изостанува е фактот што ние и на овие избори и во оваа кампања практично не добиваме одговори за што се троши нашиот ден. Колку од нашите даноци одат во нашата општина, што ние од тоа добиваме. Па да се симнеме дури и до фактот дека ако ја гледаме иконографијата на митинзите, она што доминира се лидерите, кандидатите, а оние што директно треба да работат секојдневно со граѓаните и ги носат во нивно име одлуките, значи тој мал граѓански парламент, Советот, речиси никој да не ги сапи. Токму така тие и не се атрактивни. И граѓаните ретко кога се одлучуваат различно да гласаат за кандидатот за градоначалник и за Советот. И затоа настапуваат на таков начин. Правилата на фискалната децентрализација се прилично јасни. Средствата со кои што располагаат општините се ограничени, меѓутоа имаат обврска да даваат отчет за своето работење, не само на изборите и не само во време кога е предизборна кампања, туку граѓаните немаат никакви информации за тоа на кој начин се троши нашиот денар. Сите ги полниме касите на општината на различни начини, меѓутоа ако ги проверите веб страните на општините, тамо нема да најдете податоци нити за јавните набавки или штури само информации за тоа што набавувале, како ги потрошиле, дали навистина биле наменски тие проекти, кој ги носел одлуките во име на граѓаните, дали тоа се правело на рационален начин или ни се случуваат проекти како само на ова ниво на гола пропаганда, бидејќи во голем број земји ние имаме и миграција на населението кое што се движи буквално од општина во општина или од град во град, од регион во регион, во зависност од тоа каде плаќа или не плаќа помалку даноци, а добива подобри услови. Ние воопшто немаме увид во Македонија дури и тешко можете да најдете такви податоци, иако населението мигрира. Даноците се секаде исти, меѓутоа можноста и пристапот до услугите кои што ги нуди општинската администрација во главниот град и во поголемите градови се на многу повисоко ниво отколку во помалите градови. Меѓутоа некои конкретни показатели за тоа
Зошто граѓанинот се определува да мигрира заради подобрите услови за живот, заради подобрата пристапност до инфраструктурата и така натаму, за тоа нема некои сериозни истражувања, но факт е дека помалите места, руралните места ни се испразнија, ги нема. Не остануваат во Македонија, заминуваат надвор токму поради понудата за која што сега зборуваме. Нема реално некој сериозен напредок во тоа што значи локално живење во државата. Токму тоа го покажуваат и анализите. Имаме една анализа која што покажува дека дури 73% од граѓаните изјавуваат дека воопшто не учествуваат во одлуките кои што се носат потоа и кои што влијаат на нивниот секојдневен живот од локалните власти. Значи, нивниот глас почнува и завршува само на денот на изборите. Да погледнеме оваа анализа. Локални избори 2017. Жителите на секое село, секој град и општина во Македонија, барем додека трае изборната кампања, живеат со чувство за поубава и посветла иднина. Секој глас е важен, па се посетуваат и места кои можеби во следниве 4 години ниту еден политичар нема да ги посети. Како реки течат ветувањата за инвестиции, за нови работни места, за чисти улици, за нови зеленила. Предизборните ветувања се како опијат за граѓаните. И по неколку изборни циклуси, некои адути остануваат исти, па се ветуваат основни потреби кои во 21. век некои граѓани се уште ги немаат: вода и канализација. Некаде пак влоговите се поголеми: гасификација, вертикални зеленила на зградите, затворени базени, училишта и градинки, па дури изградба на аеродроми. Топ тема на ваша страна анализираше дали кандидатите ги слушаат мислењата, потребите и желбите на граѓаните пред да ги стават ветувањата на хартија. Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип го истражуваше токму учеството на граѓаните во работата на општините. Анализата покажала дека најголем дел од граѓаните, или 73%, не учествуваат во донесувањето на одлуките во нивната општина. Помалку од 1/4 или 22% рекле дека учествувале. Слична е состојбата и за прашањето дали граѓаните иницирале активност поврзана со работата на општината со цел да ја подобрат. Дури 76% одговориле негативно, а потврдно без малку 1/4. Авторот на истражувањето смета дека учеството на граѓаните и проверката на јавното мислење не треба да биде само декларативно. Главниот заклучок е дека општините ги сметаат дека ги консултираат граѓаните, но практично тоа се сведува повеќе на информирање на граѓаните, отколку на вистина вклучување на граѓаните партнерски, заеднички во донесувањето на одлуките. Значи, тие сакаат да се фалат со своите постигнувања, меѓутоа кога станува збор за решавање на сериозни проблеми од секојдневието на животот на граѓаните, тука не ги вклучуваат граѓаните во целиот процес на донесување на одлуките и не ги донесуваат одлуките заеднички, при што ќе има некаков заеднички консензус за тоа дека тоа решение кое што ќе се спроведе токму на кое што сите го поддржуваат и сметаат дека е најсоодветно. На прашањето колку пати во последната година граѓаните учествувале во донесувањето на одлуките во општината, дури 79% од испитаниците рекле ниту еднаш. 10% од испитаниците рекле еднаш. 2 до 3 пати рекле 8% од испитаниците, а над 3 пати 3% од нив. Она што е интересно е што најголем дел, или 54% од оние малкумина што учествувале во работата на општините, сметаат дека ефектите биле неутрални, односно ниту имало, ниту немало ефект. 1/3 рекле дека ефектите биле позитивни, а 15% од испитаниците рекле дека ефектите биле негативни. Токму ова делува како магепсан круг, па граѓаните ретко се нафаќаат да учествуваат во работата на општините. Голем проблем е што граѓаните често ја мешаат улогата градоначалник со партиската улога на избраните кандидати. Многу често имаше мешање на позицијата на партиската функција со функцијата на избрана градоначалник. Градоначалничка. И често пати дури и самите градоначалници кои што беа интервјуирани, кога ги прашувавме и кога се консултиравте со граѓаните, зошто бевте на тој собир, на која тема се дискутираше, често пати се бунеа и самите не знаат да кажат дали биле во партиско својство или биле во својство на функцијата која што ја обавуваат. Фактот дека проблемот со загадувањето во Скопје и во Тетово се високо позиционирани на агендата на кандидатите за градоначалници, потврдува дека жешките теми кои ги мачат граѓаните сепак доаѓаат во изборните програми. Проблемот се случува по добивањето на мандатот, кога она што е на хартија треба и да се реализира. Според Хаџи Василева,
Пред и по изборите мора да се консултираат граѓаните за тоа кои проекти се приоритетни. Без оглед како се стигнато до тие програми, кои што се разбира во голем дел ја одразуваат реалноста на потребите на граѓаните, бидејќи сепак при тоа претпоставам дека ги консултираат луѓето кои што се во таа заедница кога ги креираат. Меѓутоа, секако кога ќе се добие потоа позицијата градоначалник или градоначалничка, треба тие избрани представници понатаму да ја проверат на некој начин програмата, да видат дали тоа што е таму ставено навистина се реалните потреби на граѓаните и да видат дали решенијата кои што тие ги нудат се најдобрите и најсоодветните решенија или пак можеби има некои други идеи подобри или дополнителни начини како може некаков проблем да се реши, се разбира да го направат тоа во заедно со граѓаните. Ако пред избори политичарите се оние кои одат кај граѓаните за да го побараат нивниот глас, по изборите граѓаните се тие што се обидуваат да затропаат на нивната врата и да побараат да им се решат проблемите. Токму затоа граѓаните и кандидатите за градоначалници се чини дека се најблиски пред изборите, кога се ракуваат, си разменуваат збор 2, за по изборите вратата на градските татковци неретко да остане затворена. Тоа беше само една од многуте анализи околу граѓанската партиципативност. Пред избори кандидатите од врата на врата, меѓутоа по избори професор Кикеновски, вратите на градоначалниците затворени за граѓаните. 79% ниту еднаш не учествувале во носењето на одлуките, од оние малку што пробале, 54 се изјасниле дека, ова е само едно истражување, реков од многуте, 54% се изјасниле дека тоа немало никаков ефект. Што говори тоа? Па дури благи се бројките кои што ги прикажувате во вашата анкета, јас чинам дека на ова е анализа базирана на туѓи истражувања. Реалната состојба е уште полоша од тоа, чинам дека можеби повеќе од 90% не учествувале во работата на општинските совети, односно во работата на општинските собранија. И тука мораме да бидеме објективни дека постојат и објективни и субјективни причини. Субјективни причини од причина што политичките партии, градоначалниците и советниците им требаат граѓаните само пред избори, додека го дадат својот глас и потоа забораваат на нив, а од друга страна факт е дека и граѓаните на Република Македонија се пасивни. Значи, ние немаме активистичка политичка култура, не сме расположени да одвоиме дел од своето време и да одиме во општината да бараме решавање на одреден проблем. Од друга страна, сите собири, ние во законот имаме навистина инструменти кои што можат да ги користат, а мислам дека и најголем дел од граѓаните не ги знаат. Тоа е собирот на граѓани, тоа е граѓанската иницијатива, референдумот, да не беа родниците, ќе се заборавивме кога сме имале референдум во Република Македонија последните години, бидејќи имаше едно затише од сигурно 15 години каде што немаше ниту еден референдум. Што значи дека граѓаните не ги користат инструментите на непосредната демократија. Од друга страна, сите оние собири кои што се одржуваат, тоа воглавно се партиски собири на кои што градоначалниците... Но и советите реално се претворени во институции сами за себе, кои што... Советите се претворени во институции кои што треба да бидат во функција на градоначалникот и кои што имаат единствена обврска да дигнат рака и да спуштат рака за проекти кои што ги предлага пред се градоначалникот. Значи, јас не памтам каде имало иницијатива на советниците, каде што ја прифатил градоначалникот, ја усвоил советот и потоа била реализирана. Јас ке ве подсетам во минатото на период од 1995 до 2000 година, кога јас бев председавач на Советот на град Скопје, тогаш беше градоначалник Христо Пенов. Во градот немаше мнозинство во ВМРО-ДПМН, чии што јас бев председавач на Совет, меѓутоа ние како луѓе од градот бевме сплотени во делот на носењето на програмите. И ние ги коригиравме буквално сите програми кои што ги предложуваше Пенов, градоначалникот Пенов, со тоа што мислам дека најголемиот успех тој во тој период, тогаш и го доби, тој повторно благодарение на целокупните они проекти кои што ги реализираше, па благодарение токму на корекциите на советниците кои што бараа реални проекти и сите едногласно гласа. Мислам дека е најпозитивниот пример како сите политички партии тогаш беа едноставно сплотени во интерес на градот Скопје. И ефектот беше
многу голем за градоначалникот, тој ги доби повторно изборите. За жал, последниве десетина години ние имаме спротивставени политички партии, спротивставени советници кои што освен партискиот интерес или евентуално наредбата која му доаѓа од лидерот или од другиот, нели, понизок ешалон во партијата, не гледаат ништо друго. Тие едноставно не гледаат што е тоа објективно, дали треба да гласа или не гласа, туку настојува да исполни само партиската наредба. Се додека ние имаме такви советници, имаме такви градоначалници кои што ако му предложат советниците, тој го смета за најголема навреда и не сака да разговара, не го прима после советникот. Значи, за жал, советите во Република Македонија се маргинализирани, иако се тие најглавното нормативно тело во една единица на локалната самоуправа. Освен што се директни представници на народот, туку и ја имаат и таа нормативна дека на локалните избори токму листите на советници носат повеќе гласови за градоначалниците. Зошто? Па таму имате од 15 па до 45 на листата на советници, ова што е во градот, чинам дека е. Да, зависно од бројот на општини. И сега во тој секој од нив по своите роднини, по пријатели да гласа, еве ги поедните кои што ги добива листата и градоначалникот. А од друга страна, градоначалникот па токму гледа најголема конкуренција во советниците. Лура, па професорот, кој е вашиот коментар за овие бројки за слаб интерес на граѓаните за партиципативност, односно дали е слаб интерес, како што вели професорот Кекеновски, или едноставно неможност во вака скроен систем? Мислам дека тука има многу нивоа на кои и партиите и граѓаните може да работат. Преска зборувавме за сега, значи, сме во ново време, па треба полека да ги земаме работите. Јас со тоа не се согласувам во смислата дека мислам за да се победи над ова апатија на гласачите и на граѓаните, потребно е да очекуваме повеќе од нашите партии. Потребно е да очекуваме од нив транспарентност и да не викаме ова е како турска серија, ќе се ја гледаме, значи и тоа е потребно, и е потребно од политичките партии самите да ја има таа рефлективност, за да мислат дека потребно е ние да направиме подобра работа и да нудиме нешто ново. Гледаме дека кога има, еве сега ако правиме малце компарација помеѓу македонските и албанските партии, гледаме дека кај албанските партии убаво има влијае компетитивноста, значи надпреварот. Можеби треба повеќе надпревар за да ги разбуди партиите. Ама од друга страна многу е важно во вакви моменти како што е сега Македонија, за да одиме во пат кон повеќе транспарентност и добри идеи, зашто ако сега имаме апатични граѓани и во нов период, што го викаме нов период, не успееме да ги разбудиме и да им нудиме тоа што им треба, тоа значи дека можеме да ги изгубиме како гласачи и како граѓани, можеби за многу долго време. Да. Професоре, еве, ги имаме оние нов живот, нова ера, нови слогани. Слушнавме и еве, премиерот и лидер на СДСМ вели градоначалниците и советниците треба да бидат само алатка на граѓаните. Истото е, и парламентот треба да биде во функција на граѓаните, но го имаме и знаеме дека е само гласачка машина. Од друга страна, нова ера си продолжува со старите навики на неучество на јавни дебати и соочување. И сега до кога во тој круг? Станува збор за два различни концепти. Прво, граѓаните се заинтересирани за тоа кој ќе води нивната општина и на кој начин се представуваат пред нив. Излезноста од 60-70, а во помалите места и повеќе од 80% говори дека луѓето сакаат да знаат кои се тие и даваат доверба на тој за кој што сметаат дека ќе биде најдобар. Меѓутоа, и на почетокот зборувавме. Овие избори се навистина бледи. Понудата е таква. На сите партии. Мирниот изборен период или предизборие во кое што се наоѓаме говори за тоа дека нема што многу да очекуваме на локално ниво. Се ќе заврши така како што треба. Граѓаните веќе се определени помеѓу СДСМ, ВМРО-ДПМН, ДУИ или другите. Изборите тешко дека нешто ќе сменат во Република Македонија. Тоа што го имавме претходно, ќе го имаме и сега. Многу е поважно да се отворат партиите. Мислам дека тоа може да се почувствува во концептот на Заев. Нека, како и вие заради јазичната бариера, многу потешко ги следиме албанските партии, а многу е интересно да видиме што тие нудат на нивните гласачи.
Но мислам дека пристапот кој што во СДСМ сега се нуди, дека ќе бидат и градоначалниците, и советниците кои што ќе бидат избрани многу повеќе отворени, може да говори за почеток на нешто што треба да ги промени состојбите на локално ниво во државата малку посериозно. Затоа што советниците барем досега се дури тешко соработуваат со стручните органи и тела на општината. Не само што носат нерационални одлуки, не само што носат одлуки затоа што се нарачени од горе, да има интегритет и дигнитет во општина Центар во времето кога се носеа плановите за Скопје 2014, немаше да го имаме тој проект. Меѓутоа нема. Затоа е време сето тоа да престане. Може би треба да се размисли на кој начин ќе се уреди тоа ниво на власт во државата. Може би е потребна професионализација на тие луѓе. Има различни искуства во Европа, има различни искуства на секаде. Или отвореност кон граѓани. Но мора да се работи на нивниот интегритет. Тоа се луѓе кои што се ставени на партиските листи затоа што лидерот така одлучил. И тие не можеме да очекуваме дека ќе речат не. За жал повторно се влегуваме во истата политика. Сега може би е време, особено доколку успее Заев да го наметне својата енергија што ја пренесе на претходните парламентарни избори и овде, да продолжи со реалните политики кои што ќе значат менување на навиките и на локално ниво. Може само да дополнам малку. Значи, мислам дека ние не можеме да ги професионализираме, впрочем и во единиците на локалната самоуправа секаде во светот, во главном се работи на волонтерска основа, посебно во единиците на локалната самоуправа, меѓутоа можеме да го едуцираме. Значи, политичките партии мора да водат сметка кого ставаат на партиската листа. Значи, не можете вие да кандидирате кандидат за градоначалник, кандидат за советник, а при тоа да не знае што содржи законот за локална самоуправа. Оттаму, секоја сериозна политичка партија во иднина треба да врши едукација на своите кандидати за градоначалници и кандидати за советници. Ако изврши таква едукација, сигурно нема да ни се случуваат вакви глупости како што ги слушаме постојано. Еден кандидат, мислам дека беше во Тетово некаде, вели, дајте, вика, ние ќе ги натераме граѓаните, односно малостопанствениците да купуваат земјоделски производи од граѓаните, а ние ќе им го намалиме данокот на земјоделците за да можат нели подобро да работат, или ветување дека на сите граѓани ќе им се даде возачка дозвола. И што ја знам, милион други ветувања кои што апсолутно немаат никакви допирни точки со надлежностите на единицата на локалната самоуправа. Поготово што најголем дел од нив ниту знаат кои се изворите на финансирање на единицата на локалната самоуправа, а при тоа поддржуваат, ветуваат овие проекти што ги видовме сите. Трето, ако ги слушаме и лидерите, и тие ветуваат... Лидерите, видете, Груевски ветуваше 150.000 работни места. Гурни са универзитетот, вели повторно ќе отвараме во секое село универзитет. Од друга страна, Заев излегува и вели одеднаш му текнува 2 денари, 3 денари субвенција ќе ви давам на граѓаните. Значи, се користат сите можности се со цел да се добие некој глас повеќе. Не водејќи сметка колку е тоа реално, колку е тоа издржано, не водејќи сметка колку се коси со законската регулатива. Сега, колку е тоа битно и зошто може би е битно, ќе дознаеме по уште една кратка пауза за реклами, кога правиме и анализа на стрмоглавото менување на позициите во локалната власт меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. И, добро, тука релативно стабилно позиционирање на ДУИ. Може би тука лежи поттикот во ова битка, која што се повеќе наликува на битка да се биде или не. Дали дилемата зошто овие избори се сведуваат на прашањето да се биде или не е може би во хронологијата или фактографијата како се движеше со односот на градоначалничките места меѓу двете водечки партии во Македонскиот блок. Да погледнеме оваа анализа. За 2 недели граѓаните по 6-ти пат ќе ги бираат луѓето на кои ќе им го доверат чистењето на сметот, осветлувањето на улиците, грижата за градското зеленило, кои ќе им ги крпат дупките по коловозите, ќе им го чистат снегот, како и многу други работи кои се во надлежност на градските власти, а кои го прават животот поквалитетен. Тие ќе бираат меѓу 260 кандидати за градоначалници и советнички листи на 19 партии и 40 на независни. Ако се погледнат резултатите од првите локални избори во 1996 година, па се до последните во 2013-та, може да се забележи речиси неизменично менување на двете најголеми партии од македонскиот политички блок на ниво на локална власт.
На 17 ноември 1996 година, кога се одржаа првите локални избори, се бираа 124 градски татковци, а распределбата на силите беше следна. СДСМ освои 54 градоначалници, ВМРО ДПМН е 30, но и покрај немалата разлика во освоени градоначалнички места, социјалдемократите не можеа да се пофалат со освојување на градот Скопје. 4 години потоа, поточно во 2000 година, дојде до промена на силите на локално ниво. Коалицијата за доброто на сите, предводена од ВМРО ДПМН, освои 59 градоначалнички места, што беше 29 општини повеќе од претходните избори, додека СДСМ, кој го предводеше коалицискиот кампус за Македонија заедно, освои 32 градоначалници и ја загуби власта во 22 општини. Партиите од Албанскиот блок освоија 26 градоначалници. Во 2005 година бројките повторно се менуваат, но овој пат во полза на социјалдемократите. Една година по новата територијална поделба и кратење на бројот на општините на 84, СДСМ можеше да се пофали со освојување на речиси половина општини, тоа е 36, додека ВМРО ДПМН ја освои власта во 21 општина. Во 2005 година за прв пат за локална власт се бореше ДУИ, која го презеде приматот во Албанскиот политички блок и освои 15 градоначалнички места. Истата година беа избрани дури 7 независни кандидати за градоначалник. 2009 година донесе драматичен пресврт на локално ниво, следејќи го трендот на парламентарните избори кои се одржаа една година порано. СДСМ од 36 градоначалници локалните избори ги заврши со само 6, поточно ја загуби власта во 30 општини. ВМРО ДПМН беше апсолутен победник на тие избори, освојувајќи 56 градоначалнички места од 84. До и таа година само го потврди својот рейтинг меѓу албанските гласачи, освојувајќи 14 градоначалници. Локалните избори во 2013-та не донесоа големи промени на локалната мапа, цементирајќи ги до тогашните позиции на партиите. ВМРО ДПМН освои 55 општини, додека СДСМ ја загуби власта во 2, споредено со 2009 и изборите во 2013 ги заврши со 4 градоначалнички места. ДУИ ја задржа константата од 14 градоначалници. Она пак што не е константа на локалните избори во земјава е ниската застапеност на жените, иако изборниот законник од 2006 предвидува секое трето место на советничките листи да биде резервирано за жена, не постои позитивна дискриминација во делот на кандидатите за градоначалник. Новите избори од вкупно 260 кандидати за градоначалник само 10 се жени, од кои само 3 во скопските општини. Во 2013-та бројот на жени кандидати беше значително поголем, 32, но само 4 успеа да застанат на чело на општина. Во 2009 година од 13 жени кандидати за градоначалник не беше избрана ниту една, што беше чекор назад споредено со локалните избори од 2000 и 2005 година, кога 3 жени беа избрани за градоначалници. Ете, тоа беше една фактографска анализа на бројки кои го покажуваат овој подеми пат на менување на бројот на освоени градоначалнички места и сега, после оној дебакал од 2009 кој што почнува во 2005-та, тука некаде беше изедначен резултатот, меѓутоа комплетен дебакал 2009 со само 6 општини, 2013 сведување на уште помалку на само 4. Дали сега, еве, тоа е завршното прашање, мотивот за оваа силна битка и колку тоа, ќе ги спојам во едно бидејќи имаме само 5 минути, и колку резултатот ќе биде можеби некаков индикатор дека ќе се одмеруваат одново силите на парламентарно ниво, на национално ниво напред. Не, ако лидерите посакуваат и повикуваат на тоа, јас не се согласувам, не е време за нови парламентарни избори, ние имаме многу други активности, многу работа. Мислам дека резултатите на нови избори ќе ги вратат оние бројки кои што ги гледавме до 2005 година. Случувањето од 2009 и 2013 се резултат на владењето на ВМРО ДПМН во тоа време. Никако не се резултат на реалната слика на тоа што се случувало во тие општини. Да имате 4 општини, а сте политичка партија која што има отприлика сличен или исти број на членови, на поддржувачи, како и другата партија, е многу нереално. Сега сметам дека ќе имаме многу избалансирана состојба. СДСМ ќе успее сериозно да напредува, ВМРО ДПМН ќе загуби најголем дел од општините. Но тоа нема да биде доволно ни едната ни другата политичка партија со право да велат ајде да одиме на предвремени парламентарни избори. И треба да се држиме настрана од тоа. Ако Груевски поттикнува такво однесување во наредниот период, најверојатно ќе доживее неуспех затоа што не може локалните избори да ги гледа од призмата која што само на него му одговара, ајде да се видиме на парламентарни избори. Ниту на Заев нема да му биде мудро доколку извојува некоја сериозна победа да оди на предвремени парламентарни избори, затоа што има
колку толку стабилно мнозинство во собранието и има многу обврски кои што треба да ги заврши, а граѓаните му ја дадоа довербата да го прави тоа, не да ги повторува грешките на Груевски за да оди повторно на избори. Положани, Чаир, Тетово, Гостивар, Струга. 3 места кои што не се битни само за албанските партии, туку се чини дека може да ја доведат во прашање и актуелната тенка владина коалиција, бидејќи практично СДСМ секаде ќе биде ставена на изборот помеѓу ДУИ и Алијансата, предпоставуваме, а веќе е обзнанета таа неформална коалиција со ДУИ. Колку тоа може да биде ризик и предизвик? Мислам дека ќе има предизвици, зашто имаме и различни кандидати во овие општини со различни изборни програми и мислам дека тука ќе отстои таа балансата и затоа е важно да се води добра кампања и да се нудат алтернативи, но мислам на крај дека се уште ништо не е сигурно во овие општините со повеќе албански граѓани, но мислам дека на крај овој процес што се случува сега со повеќе албански партии е некаков здрав процес, зашто имаме граѓани што учат што е изборот. Додека, како што гледавме, во неколку години немале толку избор, барем во албанскиот. Да. Кекеновски. Јас се согласувам дека на Република Македонија не се потребни нови избори од причина што се изнагледавме и се станавме заситени од парламентарни избори, меѓутоа и дополнително ќе го осиромашимо и онака тенкиот буџет на граѓаните на Република Македонија, меѓутоа очигледно тоа политичките лидери не ги интересира. Битен е нивниот политички интерес, односно политичката прагма. Па оттаму во зависност од успехот на овие избори сигурно дека пред се ќе го проценат политичките лидери, нивните и партиските раководства ќе ја проценат целокупната состојба и доколку им дава гаранција дека може да победат, бидете сигурни дека или едниот во случај на победа, говорам ако ВМРО ДПМН не доживее дебакал, односно биде тука избалансиран, бидете сигурни дека ќе побара нови избори од причина што ќе каже дека еве оправдување ќе бара во тоа, еве ние не изгубивме на претходните парламентарни избори, сега повторно не изгубивме и сметаме дека треба да излеземе на избори. Од друга страна, Социјалдемократскиот сојуз исто така ќе го процени својот партиски интерес, па може да одлучи или да не одлучи. Од причина што нема стабилно мнозинство, значи Заев сега во оваа ситуација и доколку победи убедливо на избори, бидете сигурни дека наскоро ќе имаме и парламентарни избори, во кои што ќе сака да си го заактиве своето мнозинство. Од друга страна, 15 секунди немаме повеќе време. Како да се утврди победник на локални избори? Еве, освен ако резултатот не е како во 2009 и 2013. Па не можете да утврдите победник од причина што и едната и другата политичка партија ќе се обидат да се представат како победници, користејќи ги најголемиот број на гласови кои што ги добиле. Дали е тоа за советници, дали е тоа за градоначалници или градот Скопје или евентуално вкупниот број на гласови. Имате 84 општини, 84 плюс градот Скопје, имате исто толку советници, односно листи, така да во зависност од бројот на добиени гласови каде имаат најмногу, тие бројки ќе ги промовираат како своји адути за барање на нови избори. Останува да видиме како ќе се одвива таа политичка математика во постизборието. Ви благодарам за вечерашното учество во топ тема на ваша страна. Ние сме во среда во Прилеп. Прилепчани, следете не на нашата Facebook страница за да се информирате подетално како можете да бидете дел од нашата дебата со кандидатите за градоначалници на Прилеп. Довидување и останете со Тел.